Добро вечер. Време е за најновите информации од културата. Со проекција на 3 филма, 2 од Унгарија и 1 од Австрија. Вечерва се затвора 10-тото јубилејно издание на меѓународниот филмски фестивал Кине Нова. 8-те фестивалски дена понудија богата филмска програма, како и мастер часови со истакнати кинематографери од Македонија и од странство. Со филмот Изгубениот тим од соништата на хрватскиот режисер Јуре Павловиќ се отвори 10-тото јубилејно издание на филмскиот фестивал Кине Нова. Во овој контекст македонски, во овие услови скопски, значи со уништена, девастирана кино инфраструктура, на вистина е тешко. Еве оваа година го имаме како предизвик ова, одлучив да на отварањето се случува во овој грандиозен објект Македонска опера и балет. Значи, инаку правиме прв пат кино во овој објект, ова е буквално за прв пат во историјата на овој објект и е голем предизвик. Предизвик се секако локациите, како е, навистина тоа да дојдете до 10-то издание како независен проект е огромен предизвик. Треба, значи, изминатите години е вложена голема љубов, ентузијазам и напорна и макотрпна работа со многу трпение. Лауреатот на Кине Нова, кинематограферот Владимир Самуиловски, одржи мастер клас. Тој е добитник на специјалната награда за особен придонес во филмската уметност на 10-тото издание на Кине Нова и член на жирито на јубилејното издание на фестивалот. Оваа година бев многу изненаден што ете бев одбран као лауреат на Кине Нова и многу сум благодарен на луѓето што ме донесоа на ова место овдека. Во исто време сум и член на жири комисијата со уште двојца одлични филмски автори. И ете во овој момент баш ги гледаме и останатите филмови, па веројатно вечер ќе донесеме одлука нека. Pa jako mi je drago što sam gost festivala i velika mi je čast što sam predsednik žirija. Mislim da su i ovogodišnja selekcija jako dobra, 6 izuzetnih dugometražnih igranih i dokumentarnih filmova i 16 vrlo raznolikih i zanimljivih kratkih filmova i zaista ta raznolikost produkcije i raznolikost rediteljskih poetika je nešto što je nama trojici zaista veliko zadovoljstvo. I really enjoyed Драго ми е што сум овде, бидејќи уживам во оваа посета, погледна повеќе филмови, ми се допаѓа селекцијата и долгометражната и на кратките играни филмови. Ми се допаѓа вашата земја со многу љубезни луѓе, благодарно за Небиша и до Игор и до целиот тим и благодарам на земјата која што ние во Иран ја викаме Македонија. Гран При доби филмот Паноптикон на Ѓорги Сикарулидзе. Филмот е копродукција на Грузија, Франција и Италија. Наградата за најдобра режија ја доби српскиот режисер Вук Рушумовиќ за филмот Помеѓу боговите. Наградата за најдобро сценарио ја добија Момир Туродик и Вук Рушумовиќ за филмот Помеѓу боговите. Во кафе книжарницата Буква се одржа промоција на стихозбирката Ноќен суфлер од Светла Јакшиќ. Ноќен суфлер бидејќи е основна и некоја инспирација која делумно и се проткајуваше низ повеќе мои песни пишувани во период од некои си 4 години, во моите средношколски години. И представува една символика за тоа всушност како еден млад човек се соочува со сите животни предизвици и на кој начин понекогаш сме облагодарени во смисла на тоа дека ни се појавуваат понекогаш некои си суфлери од страна кои знаат и тоа како да делуваат на нашите предизвици понатаму. Всушност ја поделив на некој си начин да представува едно исцелување, како од некој си мрак, всушност доаѓаме до поентата, всушност до тоа како човекот да смогне сили и да продолжи со својот живот. На моја голема среќа вечерва за промотор ќе биде Атина Цетановска, наш познат и признаен критичар, а модератор
мој пријател и соработник Андри Меди Глазаревски. За порака можам да спомнам дека е една вистинска светлина која би требало да не поврзе, нешто низ кое емпатично би требало да се проткаеме заедно, да испишеме и да создадеме една нова представа, Ноќниот суфлер да ни биде само едно потсетување зошто сме тука и како треба да се соочиме со сите нешта. Инхерентно инертни е насловена самостојната изложба на уметницата Христина Крстеска. Делата се изложени во културно-информативниот центар во Скопје. Насловот е инхерентно инертни. Тоа значи вродена неподвижност која се припишува на карпите. Ние карпите ги декларираме како неживи, меѓутоа јас пробувам во моите истражувања да открием што е она што во карпите живее. Карпите затоа што исто така може да растат минералите во нив. И сакам да ја открием и да ја истражам нивната, нашата неопходна поврзаност со карпите. Исто така ова изложба е како од истражувањата за мојата книга што имав издадено пред 2 години со Private Print, која исто така ги истражува начините на кои луѓето ги искористуваат карпите и на кој начин луѓето од една страна ги искористуваат за своји цели, но од друга страна им припишуваат и исцелителни и некои надприродни моќи. Оваа изложба ќе биде отворена до 14 октомври. Од нежните звуци на тамбурите до моќните удари на тапаните. Од богатата носија до извонредната кореографија. Нашиот најголем културен амбасадор во светот, Националниот ансамбл за народни игри и песни и танец, реализираше уште една успешна турнеја низ неколку држави во регионот. Представувајќи го македонскиот фолклор, ја крена публиката на нозе на своите настапи, спојувајќи ги присутните и изведувачите во заеднички ритам. Турнејата почна во Хрватска, пошто следуваа настапи во Крањ, Словенија, во Виена, Австрија, а турнејата беше заокружена со настап во Босна и Херцеговина. Настапите на танец беа вистински празник за очите и душата, а публиката имаше можност да ужива во безвремените ритми и движења на копачка, мијачка, солунка и многу други, изведени со автентични носии и исклучителна енергија. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.